Општина Кочани планира да ја продолжи важноста на одлуката за плаќање на доместок за паркирање во централното градско подрачје. Истовремено ќе се зголеми и бројот на паркинг местата за кои возачите ќе треба да плаќаат. Такви беа дел од заклучоците донесени на состанокот во локалната самоуправа, на кој присуствуваа сите страни вклучени во спроведувањето на одлуката за платено паркирање, освен представник од полициската станица. Присутните беа едногласни дека воведувањето платен паркинг простор придонело да се воспостави сообраќаен ред во Кочани, односно во централното градско подрачје, и дека околу 95% од граѓаните го поддржуваат. Првиот човек на општината рече дека Советот на седницата закажана за идната недела ќе ги разгледа предложените заклучоци и очекува да ги усвои. Од денешниот состанок произлегоа заклучоци кои што ќе ги разгледаме и веројатно повеќето од нив ќе ги предложиме на усвојување пред Советот на општината. Тоа е проширување на паркинг просторот, тоа е намалување на цената за нашите сограѓани кои што живеат на тие места каде што е воведен паркинг просторот, и тоа е и понатаму една поголема соработка помеѓу одговорните служби од полициската станица заедно со оние кои што се одговорни за паркингот и контрола на самите личности кои што го вршат наплатата на паркирањето. Очекувам дека со ова воведување градот Кочани добива, дека граѓаните на општина Кочани добиваат и дека тоа ќе стане една добра работа, добро применета работа за градот Кочани, односно за иднината на градот Кочани. За станарите кои живеат во објектите пред кои има платен паркинг простор, се планира месечниот надоместок од 500 да се намали на 300 денари. Димитровски го објасни и најавеното проширување на опфатот на местата за кои ќе се плаќа надоместок, при што рече дека тоа се однесува на претходно планиран јавен простор. Проширување значи ние го најавивме во самиот проект кој што го имавме и кој што беше на една поширока јавна расправа, повеќе површини кои што се под паркинг. Тоа значи улицата Маршал Тито ќе биде до мостот, односно до општината скроз горе. Тој предлог ќе биде даден на Советот за одлучување. На состанокот беше направена и анализа на остварените приходи и расходи од платеното паркирање за досегашниот период. Според пресметките во комуналното предпријатие Водовод, кое ја има надлежноста за јавните паркинг места, во јули била остварена позитивна разлика од околу 26.000 денари. Во август приходите биле поголеми за 65.000 денари од расходите, а за првите 18 дена од септември имало вкупен прилив од 112.000 денари. Потенцирано беше дека се уште ниту еден месечен билет не е продаден за дистрибутерите на стока до трговските објекти, иако нивна била иницијативата да им се овозможи таков начин на плаќање.